Господине Заев, вчера се избра техничката преодна влада која што треба да ги спроведе изборите на 12 април. Кое е вашето очекување? Дали ги очекувате конструктивност од новите министри од ВМРО да помне? Добро, прво, прекрасно да бидеш повторно дома, за празниците со семејството, со пријателите, овој базар денеска хуманитарен, навистина во предвечерието на големите христијански празници, Божик, секако му приличи и верувам ја испраќа пораката на солидарноста, на топлината на домот, на можноста да помагаме на секој, секаде каде што можеме и во секое време. Сакам да искористам секако приликата да и честитам на нашиот народ новата преодна влада. Јас верувам дека и новите министри, кои што се на предлог на опозицијата, ќе ја вршат совесно и солидно својата работа, заради тоа што прво рековме дека секој месец, секоја недела, секој ден е важен. Зошто овој просперитет и прогрес да не го искористиме, да го напредиме, да растежот биде уште поголем. Верувам дека професионално ќе извршуваат својата работа. На крајот окото будно на јавноста е присутна, слободата и демократијата се вгнездени во нашата земја и верувам дека под окото на граѓаните на кои што служиме и за кои што постоиме, сериозно и секако посветено ќе извршуваат сите министри својата функција. Секако најважната задача е сите заедно да ги земат своите права, но пред се од одговорности за организирање на слободни, фер и демократски избори, како што ни приличи на земја која што во исчекување еве конечно да добие датум за почеток на преговори, една членка на НАТО и верувам дека тоа сите заедно можеме да го постигнеме. Дали има некои законски процеси кои што треба да се истерат до 12 февруари додека не се распушти собранието? Што е тоа што е итно, а треба да се спроведе? Што те така? Има многу важни законски процеси. Прво, мене ми е драго и сум благодарен на парламентот како досегашен председател на владата за донесувањето на законите кои што имаат импакт или реализација од 1 јануари, за да може да течат сите овие процеси, да можат, не знам, фондот за пензиско да почне да ги калкулира новите пензии од 1 јануари, новите плати кои што се покачувани во многу други дејности во државата, да може да тргнат сите субституции на платите за покачувањето на платите, на минималната плата, буквално овој месец ќе се исплати за декември. Сето тоа беше многу важно, но и многу други законски решенија. И се остануваат исто така важни кои што во текот на јануари до почетокот на февруари треба да се донесат. Не би ги набројувал заради тоа што секој од законите, некои 50-тина, сите имаат своја важност. Зошто? Не знам. Не знаме дали е поважен законот за матична евиденција за да дечињата добијат документи, а со тоа да се регистрираат во училиштата. Или е поважен, не знам, законот кој што треба да за конечниот договор за ратификацијата на анексот 4 на Кичево Охрид, за да може градежната механизација и оператива да работи, за на пролет барем првата таа делница доле во низината помеѓу Кичево и Охрид да може да биде дури и пуштена во употреба. Се е важно од законските решенија, но верувам дека парламентот низ дискусија и дебата ќе ги донесе без било какви обструкции, заради тоа што на крајот одговорноста е пред граѓаните. Секако без се може, но убаво е овие закони да ги имаме донесено, за да може, како што реков на почетокот на одговарањето, да не застане ниту еден процес, да темпото на реализација биде уште подобро од 2019 година, заради тоа што навистина, не знам, имавме прилика да ги соопштиме бројките. Капиталните инвестиции се реализирани 78% без малку, што сум среќен, имајќи во преди дека минатите години не беа така добри во таа реализација. Буџетот е наплатен некаде околу 98%, приходите во буџетот се зголемени за 8,2% во споредба со претходната 2018 година, која споредуваме 2019. 8,2% без зголемување на даноци или било какви такси, значи сериозен доказ за раст и развој и растеж на нашата економија, расте на економскиот стандард на граѓаните и не треба да бидеме несериозни ова да го пропуштиме. Навистина треба да го туркаме до самиот крај. Очекувате ли да помине на 7 јануари закажа ратификацијата во шпанскиот парламент? Кои се вашите очекувања во ова толку важно прашање за земјава? Добро, прво да знаат граѓаните дека парламентот наш навреме ќе ја донесе својата одлука, заради тоа што верувам дека и така ќе се случи, на време од владата е испратен протоколот за ратификација. Ние на владата пред Нова година во саботата го усвоивме протоколот и предлог протоколот за ратификација во парламентот го пративме. Верувам дека парламентот ќе го донесе, ќе биде потпишан од председателот на државата како што е редот, ќе биде објавен во службен весник и ќе чекаме Шпанија да заврши својата постапка за ратификацијата, за да може нашата ратификација од Собранието на Република Северна Македонија да биде последна во депонирањето во Вашингтон. Убави вести навистина стигнаа од Шпанија. Гледаме дека таму планот за избор на новата влада е направен.
почетокот на следната недела, 6, 7, 8, верувам дека тие денови ќе може да се избере владата, а со тоа добиваме и овластен предлагач од Шпанија према шпанскиот парламент, а тоа е владата на Шпанија да го предложи протоколот за ратификација во шпанскиот парламент. Верувам дека има време, навистина до крајот на јануари или почетокот на февруари, и Шпанија тоа да го заврши, така да станува многу известна не само формално, туку и легално, да кажем на еден начин, нашето членство во НАТО, заради тоа што таква е и процедурата и со тоа завршува самата постапка за членство во НАТО.